Јас за овој закон ќе бидам против, бидејќи нема ниту една причина зашто да бидеме за. Наискрено, не знам каде наоѓате вие причина за да дигнете рака за овој закон. Дали знаете за што ќе гласате? Знаете ли за што ќе гласате? Не знаете. И ова не е прв пат. Оваа влада веќе си стана пракса на овие пратеници од мнозинството, буквално само да им даде насока да дигнат два прста или да кликнат на копчето за. Бидејќи имаме закон со кој што едноставно знаеме дека ќе сакаме да собереме дополнителен нараш од луѓето, дел од тие неколку со 100 милиона евра, а не им кажуваме од каде и како. И при тоа се обидуваме да направиме спинови и да прикажеме слика дека всушност овде ќе бидат засегнати само луксузните производи. А не е така. Имавме дискусија на комисијата, имавме дискусија и на пленарната седница, и имаше дискусија и во јавноста. Па толку ли е проблем после толков период од месец или два, еден да се одважи и да дојде и да даде таа листа на производи за кој што е засегнат законот. Иначе нема поента. Ја баравме листата и да видиме што останува со 0 денари, што останува со 5 денари ДДВ, што ќе поскапи за 10, што ќе поскапи за 13. Толку ли е грев да се побара таа листа, па после да ги соочиме аргументите? Дали вие можеби непријатно, ако се сретнете со некого и ве праша дали интегралниот леп за вас е луксус? Не знам, гризот, бананите, овошето, морковот ли е луксус? Можеби мармаладот е луксус за вас? Сето тоа е засегнато. Или пак ни остава простор да мислиме дека е така. Ние 2 месеци побаравме, еве од комисијата повторно ќе се вратам. Единствен документ за кој што оваа влада укажува за некои производи во врска со ДДВ-то кои што ќе бидат како повластени, тоа се леп без содржина на додаден мед, јајца, сирење или овоше, брашно, пченица или на полица тип 400, масло, слончовет, млеко и павлака. Дали и ориз. И ориз. Дали се останато е загрозено од законот? Еве, демантирајте ме. Каква е таа дрскост да се даде во јавноста изјава дека листата е испратена до коморите, а не е доставено до пратениците што треба да одлучуваат за законот? И при тоа да помине време, а листата никој не ја видел. Или повторно, дали можеби имаме легитимно прашање, поставиме прашање, дали со таа листа ќе се случи како што е еден друг закон, беше испратен до една институција, едно испратено тамо, друго тука пред нас. И ние како ќе одлучуваме? Како да ги соочиме фактите, како да се искараме за определени производи, дали е тоа луксус или не е? Кога знаеме каква ситуација не вметна оваа влада. Пазете, неколку пати се укажуваше, само за еден месец 720 денари зголемена потрошувачката кошница. А ние ќе направиме дополнителен инфлаторен притисок со самото зголемување на ДДВ-то на олкава низа или палета на производи. И потрошувачката кошница оптоварена, повторно инфлаторен притисок, а реалните плати паѓаат. Веќе секоја седница ги покажуваме графиконите. И конечно, не треба многу подалеку да отидеме. Во иста држава сме. 3/4 од граѓаните кажуваат дека се движиме во погрешна насока. Горе-доле, тука е и процентот на оние што велат дека не се задоволни економската состојба. И одговорот на власта каков е? Дополнителен данок. И така се незадоволни, барем што можеме да извлечеме. И каде ќе отиде тоа? На криминални тендери. Оние истите нетранспарентни за кои што ДЗР кажува дека се некако несоодветно потрошени парите. Во услови кога целиот свет и околината имаме други показатели. Светската цена на прехранбените производи го достигна најниското ниво последниве 2,5 години. Тоа не е причина за кај нас да се намалат цените, ние ќе ги оптовариме дополнително на порастот. Да ве посетам само дека минатата година 30% беа само за храната покачени. И докажаме дека тоа не е така во регионот. Исто како и за инфлацијата. Делумно е нешто увезено, најголемиот дел беше тука. Наша домицилна производна владата. Зошто? Бидејќи така можеме да го помниме овој инфлаторен надуван буџет. За повторно да имаме непродуктивни или несоодветни потрошени трошоци.
Што сега повторно ќе ги видиме. Нема да има ребаланс, ама ќе снимале одлука за пренамена на средствата. Каде? Од капитални трошоци, повторно во нешто непродуктивно. Она што кажавме и преходно. И кажавме дека оваа политика, вака поставена, не може да има резултати. Ќе имаме контрарезултати. Народот ќе биде уште посиромашен, уште понезадоволен, стопанската активност намалена. И бројките тоа веќе го потврдуваат. Велиме цело време за искуствата од Европската Унија, еве Португалија направи листа уште една ја зголеми дополнителна со 0% ДДВ на прехранбените производи. Многу поголема од оваа одлука овдека со неколку производи што имате вие. Мислам дека беше палетот 5-60 дури основни производи и дериватите од сите нив истите. Еве кажете ми како да сметаме. Еве по некој политички притисок направивте да бидете побрзи од нас со амандманот за палетите. А огревното дрво? Таму нели им прави проблем на луѓето? Нели има потреба да 18 на 5 да дојде? Електричната енергија? Какви се тие антиинфлаторни мерки кога таков продукт како струјата ќе може да прави толкав притисок? Како производство ќе имаме? Колкава ќе биде цената дополнително зголемена? Па понатаму се чудите кога колегата пре мене вели дека 60% биле зголемени цените. Не треба ништо повеќе, само да влеземе во маркетот. 2 години како сум ја пратеник, 2 години тоа го велиме. Илјадарката не е илјадарка која ќе влеземе во продавница. Се помалку можеме да купиме и се полошо купуваме. Во држава каде што третина од економијата е во сивата зона, што можеме повеќе да очекуваме? Еве за тоа ќе прозбориме, нема проблем. 1 милијарда е упрашање во сивата зона. И не е само тоа. Треба ли да ви укажувам какви се последиците од сивата економија? А таму стоат парите, само треба да институциите си ја завршат работата и да можат да си го пополнат буџетот. Некој што не треба. Треба ли да кажам дека сивата економија негативно се одразува на финансиската кондиција на компаниите? Но оние компании што ги почитуваат законите. И истите компании кои што ќе имаат дополнителен товар сега. И не го спомнувам данокот за солидарност, тоа зборев минатиот пат. Дали треба да кажуваме дека сивата економија ја нарушува лојалната конкуренција? Треба ли да спомнеме дека го ограничува растот на економијата? Па зашто се залагате? Зошто таму мерките не се направат? Или можеби дека треба да кажеме дека оштетува јавните финансии? Токму за ова денеска што се потребите за законот. 1 милијарда ви стои таму. А овдека правиме серија на закони што имаат функција на арач за 100 милиона што повторно нема ги соберете. Ради овие причини што ги спомнав преходно. Дали треба да кажеме дека имате на таква вкорената корупција, на таква сива економија, немате ризик, истите тие фактори, истите тие личности, истите тие компании да ви ја преобликуваат економијата. Тоа 30 стани 40 и на крај да стане стандард на работење. А при тоа кој страда? Страдаат граѓаните, страдаат фирмите, страда државата. За која што вие треба да мислите. Затоа и велам, многу се серии на причини зошто вие во суштина и не знаете за што гласате. Ниту пак се свесни за последиците што ги предизвикувате од такво послушничко однесување во однос на вакви предлози. Листата можеле да имаат X здруженија или невладени организации, не можеле да имаат пратениците во парламентарниот дом. И да знаеме зашто ги студираме аргументите. Па не е во ред. Никаде го нема тоа. Исто како што го нема никаде да ви велат европски закони, а да нема кореспондентни табели. Во овој случај има. И како може да ве прашаме, еве, полни усти имате со Европска унија? Каде сте видели унифицирана цена односно процент на ДДВ-то? Се разбира дека секоја држава си го прилагодува согласно својот економски систем. Некаде 18, некаде 20, некаде 24. Некаде нема ДДВ. Така? Но вие ќе бидете приморани повторно да дигнете рака. И повторно не ќе имате одговор пред граѓаните. И повторно ќе се чудите зашто рейтингот ви е близу едноцифрена бројка. Ви благодарам. Реплика Даниела Колева.